Почитувани граѓани на Република Македонија, како едно образложение, сакам да кажам дека намерно не се јавивме за збор, за да можат да поминат овие две точки, меѓутоа исполнувањето на условите за гласање на истите е должност на владата и на владачкото мнозинство, како што гледаме веќе долго време истите не можат да се соберат во ова собрание, за да можат да ги изгласаат точките кои што сами ги стават на дневен ред. Но, како едно образложение, би сакала да речам и дека председателот на собранието повторно правеше преседани денес со отварање на оваа седница. Имено за отпочнување на оваа седница потребно беше да, како прва точка, да се разгледа годишниот извештај на Народниот правобранител, па втора точка годишниот извештај на Судскиот совет, па понатаму годишниот извештај на работата на Државната комисија за спречување со корупција. Меѓутоа, очигледно, ниту судството им е битно, ниту Народниот правобранител е битен, ниту Државната комисија за спречување на корупција и корупцијата им е битна на оваа влада. Понатаму, ниту интерпелациите кои што ги имаме поднесено и така натаму. Тие брзаат да гласаат, односно денес да ја отворат точката за подпредседател на ова собрание. Имено, председателот на собранието направи еден преседан кога на почетокот на седницата не бараше, согласно членот 78 став 2, да бараше поддршка и гласање со цел да може да се продолжи со точка која што е подоле од веќе усвоениот дневен ред. Впрочем, јас не знам зошто ние воопшто усвојуваме дневни редови во ова собрание, кога едноставно со доаѓање по потреба на некој од владеачкото мнозинство, она лотарија повторно врти и по потреба се отвара одредена точка на дневен ред. Ова собрание минатата седница председателот рече дека не работи под уцени, меѓутоа еве гледаме дека и тоа како работи под уцени и затоа согласно членот 81 став 2 побарам еден час пауза за да видите каде ги правите грешките и да видите да се соберете 61 на ред и да можеме да продолжиме понатаму.